Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе се навраќаме на детство. Сега знам дека голем дел од вас немате живеено исто детство со мене, во смисол дека не се правеле истите работи, не се имитувале истите работи, но сум сигурен дека голем дел од вас ќе препознаат некои од работиве. Сега јас најдов една Instagram страница која се вика Детство. Видеова не е воопшто нити спонзорирано, ама чивај да е странава ќе си добие сега една бесплатна реклама, поради тоа што ми дава мене содржина тука прекрасна, што видов доста интересни ствари што сакам да ги реагирам со вас со видео и да видиме дали сите се сеќавате на овие ствари и дали и вас истите ви се случувале. Така да еве Детство МК, чивај да е странава, браво, повели реклама и продолжи да ставаш уште слики. Сега идам вака по страницава, леле, значи нема пример една слика да видам, а да не релейтнувам со тоа. Ајде, ќе ги отварам вака. Ова не знам дали го имате правено, ама јас го имам многу и пробувам изминативе години неколку да го направам, ама знам дека се пентерев буквално скроз до крај се пентерев. Кога дојдеше некој на гости, бев горд со тоа и секогаш сакав да му покажам колку јас оствари можам да се испентерам на врата. И го правев ова секата, ама веќе не можам, не ме собира. Следно, Чичко Стојелко, мислам дека ни фали на сите во Скопје. Да го вратат кај ГТЦ, нема да се деси. Најубав тост, најубав хамбургер, најубава све. Ова не сум женско, да сум кидал хопки, ама дека сум кидал тренерки, дека сум ги правил крвишта, колената се решавало премногу. Teenage Mutant Ninja Turtles. Леле, сега не можам да ви најдам, али мислам дека во ова друго на видео кај што покажував нешто што беше истори летното со детство, ви ги покажував моите албуми со сликички, имам и албум, имав и цедињето на оправдано присутниот нешто што ги дава. Живеевме буквално со нинџа желки и верувам дека повеќе од вас го имате гледано. Леле, брза географија. Ми се игра. Дали имате игра на брза географија? Мене ми се игра во моментов многу, скроз заборив дека воопшто постои нешто такво. Дем, сакам да играм. Сакате ли некој видео да играм? Леле, не знам дали тоа воопшто возможно во видео да играм, али ако сакате може да пробам. Напуни вода и ќе играш. Детска недела, леле, 5 денари беа. Детска недела си ги лепевме на учебници на намо горе на ќош. Наше мало, за наше мало зборев и во тоа претходното видео. Ќе ви оставам линк доле ако го немате гледано тоа видео. Се навраќа вака поише на серии и си пуштав песни и наше мало нормално кој не ја памти песната. Само едно Здраво, мамо, како помина на родителска. И они за да не видат искарани, тука чистат, готват. Леле. Ако идам дома, ќе ме приберат. Да. Пример, сакаш да идеш до дома да земеш нешто или да се пресоблечеш, ако више се појавиш дома, нема шанси пак да излезеш, што више ти бил 10 сати надвор, нема уште и дома. Готова, нема уште надвор и готова дома, седнуваш до крај спиеш. 1000 зошто, 1000 затоа. Леле. И јас ја немав никогаш, али знам ја имаше Сара. Сара е од претходното видео што живее до мене и книгава ја знам. А сигурно че ме има тука и имали многу други луѓе и била доста познато тоа време. Ова е Спанч Боб, искрено немам гледано, знам дали уште тоа Шајден постоеше кога почна Спанч Боб кај нас, дали они први го зема, али искрено дали имам гледано еднаш два пати. И со ова многу малце го имам гледано, али го памтам фалбу. Леле Зоки Поки. Сега слушам дека се правила некоја нова серија, дека сега снима некоја нова серија Зоки Поки. Така да многу ми се свија што почна нешто да прават така ново, да имаат и новите генерации да гледаат, така да баш ми се свија тоа и браво. Кукина Слава, тетин ми. Расте курат. Леле. Не знам дали ви си има вас случувано, ако ќе ви дојде некој вујко тетин на Слава, еве Кукина Слава ако ќе ви дојде, што ти е прво прашање што ќе те постави, расте ли курат? Не можам да разберам, ама толку се случувало секад. И после ќе подпорастеш малку и следното прашање ќе биде, девојки има? Сега многу ретардирано ми звучи тоа и многу немам логика тоа. Расте курат, расте брат. Дај мама ќе ти ги чува парите. Леле, кој ќе ти даде за роден ден или некоја баба ќе ти даде нешто, нема шанси тоа. Одма, дај мама ќе ги чува парите. Дали ти некојаш ќе ги видиш тие пари? Не. Дали после пак биле вложувани во тебе? Да, така да кјуте си. Ега што го збориме фудбал, пати ќе скинати, тоест не се скинати овие, али ме се кинеле колена, качен на покрив, па под кола го ќе се заглави. Ова не релейтнувам јас. Вадра филтер ниц, ова не релейтнувам. Леле вакви пенкалт. Леле Покемон, колку ми фали Покемон. Дигни прст.
Кога са мајка ти ќе одиш да купуваш патеки. Ќе да праша точно ли се? Да. Точно ли се? Да. Ај оди проди. Точно ли се? Да. Ај дигни прст. Значи не дорнеси да се гура пола сат дека се точни нема купување. Леле, ова ми беше феномен. Значи ова ти да го имаш, да го направиш, ова беше нешто најинтересно ние што го правевме во друштво. Леле, морам да најдам лист да го направам ова. Жими се. Кај имам листови? Сега нема гледате, али ќе гледам да ви покажам колку може. Ова прво мислам дека се правеше вака. Треба значи листот, ме гледате, да го ставите вака, за да можете да исечете точна коцка од листот. Значи не ви треба А4 листот, ви треба вас коцка уствари. Сега кога ќе направите коцката, ќе направите ова вака. Сега ви останува ова треба го нема. Сега за го нема, може и со ножици, али ако не се замара ко мене, го преклопи вака и сега само ќе го кинам кога направив таква линија. Не знам, појма немам дали ќе ми успее, го немам правено со години. Го тргнав ова и сега останува само коцка. Буквално коцка. Сега кога се правеше? Сега ќе го преполувам вака на сите баклави да бидат. Ај некој помош ако знаете да правите, да ми го направите. И сега зимаш од тука го правиш ова. Ќе ви покажам сега што правам. Го правиш ова, се гледа што правам, се гледа. И ова го правам со сите краеви, сега ќе ги спојам вака внатре. Сите 4 страни. Сега имате добиено нешто вака што ви се отвара, копликое. И сега го вртиш од позади. Значи не од оваа страна, од позади го вртиш и го правиш истот. Го правам ова сега пак, од позади и исто со истите 4 страни вака ги виткаш. Сега дали ова ја толку рамно го правам за да ми успее, не знам, али се трудам. Го имам преклопено, сега вака се отвара од двете страни. Сега како да го направам? Сега ќе пробам да го свиткам вака, да што посвиткано тоа по-добро ќе ми функционира, дури у коцка ќе го направам вака. И сега како? Или само да направам прстите ги ставам. Да, бе, готово ми е. Уј, ја нешто утнав. Али битно вака беше нешто. Вака се праеше и еве го. Само не ми е точно и во овие горе пример, зимаш тука, отвараш и пишуваш тука пример две работи, што ќе се парни и вака нешто си броиш и што ќе се парни нешто тоа правиш или тој те сака или нешто можеш да го правиш ова тематски како ќе те текне. Се измачив, се испрепотив, али премногу ми фали тоа. Да се вратиме на други, не фаќа тоа за гостите. Кога ќе видиш убаво сервирана маса или нешто и да е на оставено на работна маса на било каде, ќе го видиш и само што ќе поземеш, мајка ти да не е дома, мислам ќе се протно нека прозорче да дзирне да ти рече не фаќа тоа за гостите. Леле, Yu-Gi-Oh ми беше, мислам дека all time favorite, цртани најмногу се внесов филм, имам шпилови уште во некои фиоки, премногу шпилови. Се внесов скроз во улага, ја бев во ној сето кај, леле, памтам и како се вика, она е Joey, ова е Yu-Gi-Oh. По тоа позади е Blue Eyed Dragon. Све памтам. Сакам да се вратат тие денови кога за ништо не те гајле, немаш никакви обврски и само сакаш да си играш и си најбезгрижен. Ми фали тоа премногу. Леле, Ноди. Сега Ноди не го фатив ја толку многу за да го гледам, али пак некад го гледам. Не знам што е. Леле, ова. Па ова оди едно изгуби вакво, од овие маливе делчиња. Ако изгубиш горе за да не може да стисне, готово не функционира тенкоминец или како да се вика. И кога ќе изгубиш на таква, ќе взимаш него хартивчиња, ќе пикаш од тоа горе за да има притисок за да може да функционира, иначе никако. Добро, ова, кога немаш интернет ќе играш ваква, мара на времето ние сме немале интернет, ама не го игравме ова, туку игравме карти. Леле, Змија, Тетрис и едно друго со пукање што имаше, баш на овакви телефони. Леле, овие ги лепиш у соба за навечер да ти светат флуоресцентни. Леле, гледам да не е случајно негде останало нешто такво залепено, ама нема и за давно се тргнати. Леле, буквално ваков разор тротинет има. Буквално вакво и тоа на рачките исто, леле. Единствен тротинет кој прифаќа ми точка, а не денес, само застани на него, сам те вози, ова има да го туркаш. Гледај позади кочница имаше, ла. Чекај да ми звони мајка ми. Моите 10 годишни другари, фрли цигарат, сека. Не можам да разберам денес зашо било толку смешно, ама ајде. Јас кога гледам филм со моите доаѓа сцена со бакнување. Цел живот и да има единствени 5 секунди во цела серија со таква сцена, ќе се погоди баш кога некој ќе помине. Леле, вакви алки, само вака ја пукаш и таа се завртува околу рака. Што друго има? Леле, ве учеле ли вака вас да ги броите до новите? Значи, тие што има 31, ако нека не знае да ви кажам, тие што има 31 ден во месецот, ги броиш на ова големото, на тоа што е повисок. А тие што има 30 на ова помало, што пропаѓа, удупкава. Идеш јануари, февруари, март, април, мај, јуни и јули. Сега август пак те има такво.
септември, октомври, ноември, декември. Ако не ти е јасно кој месец колку денови има, провери си на раката, секад ќе знаеш. Хуба буба! Леле месен, тато да допие ќе си идеме. Баба ти вака ли иде на пазар? Ти знаеш папагалски јазик. Леле, никад не го научив. А сите мои другари зборе на папагалски, никад не го научив. Брзај, прваче, кон школскиот двор, те чека учителка со мајчински збор. Некој напишал коментар, брзо речениче, учителката те чека со рак, учителката те чека со рата, се додека не земе поголема плата. Леле, мислам дека заглавив со видео така да ќе го прекинам тука. Доколку сакате да направам втор дел од това затоа што има уште многу работи на кои би се присетувале, ставете лайк. Фала детско МК, кој да е детство МК, кој да ја води. Ме наврати на многу ствари, јас се надам дека јас вака што ви прикажав што се има на таа страна ве навратив и јас, или можеби ако не сте живееле во тоа време, научивте како ни било нас. Фала ви многу што гледавте ова видео, лајкате го ако ви се допадне, не заборавајте да се супскрајбнете на мојот канал и ние се гледаме во следното видео.